Денес на нашиот шанк ја имаме Катерина Урдова. Катерина Урдова е модел, а и манекенка. Таа ни беше гостин пред година дена овде на нашиот шанк пред да замине во Кина. Па еве повод на овој разговор кој што ќе направиме денес е токму тоа нејно патување во Кина и нејзините искуства од таму. Здраво, Катерина, како си? Здраво, добро, благодарам на поканата. Што се случува кај вас? Што има сега ново, освен тоа што еве ќе зборуваме за Кина? Што се беше некаде во Турција слушна, па се врати? Што се случуваше таму? Па така, најпрво заминав за Кина, ви бев гостинка. Да, тога тоа го најавивме. Да, ми посакавте среќа, да. И се вратив од Кина, заминав за Турција, па со моите ангажмани во манекенските води. И така да се заврши во најдобар ред. Моментално сум овде на одмор, па се подготвуваме за уште наредно патување. Сега, тогаш замина за Кина, па најавив дека ќе имаме нормално едно интервју од кога ќе се вратиш, малку подолго време помина од тоа кога веќе ти се врати од Кина. Меѓутоа еве успеавме сега дури да те доведеме овде на нашиот шанк и да ни кажеш малку повеќе за тоа таму искуство кој што го стекна од Кина. Ти замина, се сеќавам, пред Нова година. Да, така, да. 2013-та мислам дека беше, така? Да. Значи 2014-та ја помина таму најголемиот дел од времето, го помина во Кина, така беше? Значи јас заминав в септември 2013-та, се вратив на самиот ден на Нова година за 2014-та. Значи доста време е поминало, јас имам погрешна перцепција. И како во кој град беше сместена таму, на кое место, што се случуваше, малку повеќе, еве поопширно да ни кажеш, да ги запознаеш гледачите како е животот во Кина, затоа што различно го представуваат овде дека животот во Кина, многу ме сметат дека таму не е нешто посебно, меѓутоа во оној разговор кој што ние го направивме пред интервјуто, јас разбрав дека сосема е различно од тоа што нам ни го покажуваат. И каде беше, во кој град? Така, значи како што најавив, јас заминав за Пекинг во модна агенција. Таму престојав 90 дена, колку што ми беше и визата. Кина ја замислува во сосема, како да кажам, сосем друг свет за мене. Моите очекувања беа доста разочарувачки, бидејќи Кина како Кина е сосема нова земја за мене, нова култура. И бев малку, како што реков, и разочарена, но сепак имав некоја фантазија направена во мојата глава дека јас можам и значи дека ќе успеам таму да се пробијам на кинескиот пазар. Тоа и го постигнав, со што сум премногу задоволна од самата себе. Кина, на сите мои пријатели и познаници им раскажувам и им кажувам да ако имат можност во животот да ја посетат Кина, затоа што е култура која што може да научиш многу и да се пронајдеш самата себе. Научи да зборуваш? Па да, некои основни поими, како да се снајдеш, како е здраво на кинески? Нихао. Нихао. Да. Знаеш да пишуваш тоа нивното писмо, нешто? Разбираш сега кога еве ќе видиш некој кинеско писмо? Не, премногу е тешко. Значи таму што се запознав со студенти, значи премногу тешко се научуваат овие знаци. Со јадењето како е таму, какви специјалитети еве тие имаат, нешто што не си го видела во твојот живот, па еве таму кога заминат го вкуси, нешто што ти остави впечаток, еве да кажеш, да откриеш кој беше твоето омилено јадење кога замина таму, нешто интересно, нешто специфично, не својствено овдека за нас, за нашите простори. Да, ние по интернет читаме дека кинезите јаделе кучешка храна, дека кинезите јаделе инсекти, да, тоа е точно, јас самата се уверив во тоа, но ништо страшно, значи они си се во тоа навикнати и така да ние како туристи само имаме желба да пробаме тоа, иако јас не пробав кучешка храна. Така да си се навикнав на кинеската храна, да, но успеав и да пронајдам некои руски ресторанти, бразилски ресторанти, каде што се прилагодивме. И како почна таму да работиш, како почна твојот почеток, кога пристигна во Кина, дојдоа менаџери, те зема со себе и кои беа твоите први ангажмани, што всушност правеше, каде се представи себе си најпрво, како модел, како манекенка, имаше некои ревии на почетокот или можеби некои фотосесии? Првото моје искуство беше на Kina Fashion Week
каде што бевме на кастинг и бев одберена меѓу девојките, кои што беа во премногу голем број. Тоа беше моето прво искуство и презадоволна, многу ново искуство за мене, тоа што ми остави, за разлика од македонскиот Fashion Week и кинескиот Fashion Week, има голема драстична разлика. После следува фотосесии за кинески брендови, повеќе беа за спортска облега. Можеш да откриеш некој кинески бренд, еве што ние не го знаеме, а таму е доста популарен? Значи, таму е се популарно. Значи, се што има во светот, можеш да го најдеш и во Кина. Така да за македонската јавност тие се непознати брендови, но во Кина се многу доста популарни и повеќе сликав за спортска опрема. Така да задоволна, да. И крајното мое патување беше за Гуанџоу. Тоа е град кој што е блиску до Шангај. Бев на Nissan Car Show, каде што сум премногу задоволна што ја добив работата. 16 дена на сончево време, во Пекинг беше -10. Гуанџоу беше +20, така да... Различна клима и се чувствував како да не сум на работа, како да сум отидена на одмор. Брзо се адаптираше на тамошната клима кога пристигна од Македонија, кога замина за Кина, кога пристигна во Кина. Како доживеа, каква клима, имаше промени нешто од тоа што овдека се случува кај нас со временските услови и таму кога замина, кога пристигна, можеби овдека има сонце, таму заминуваш снег. Па да, има драстична разлика и тоа е во воздухот. Значи, во климатски услови сме слични, но сепак воздухот им е презагаден и кинезите носат маски за да се заштитат од тоа и затоа они премногу се грижат за своето здравје и стравуваат. Број фактор еден е, значи, загадениот воздух. Значи тоа е негативната страна на Кина. Ми рече дека таму успеа да се запознаеш и со Коби Брајант. Точно е тоа, не? Да, тоа е точно. Тоа ти го открив за мое премногу големо задоволство, неочекувано. Да, го запознав целиот тим на Lakers, посебно Коби Брајант. Разговаравме. Јас спомнав дека сум од Македонија, иако Македонија им е непозната земја за нив, но сепак ме препозна преку кошаркарот Перо Антики. Значи, сепак имаме нешто и ние знаменито. Беше некои кинески знаменитости таму кои што се еве кинескиот зид, забранетиот град и така. Да, ги посетив. Доживеав едно големо искуство, бидејќи кинескиот значи зид е меѓу седумте светски чуда. Може да се види од месечината. Да. И значи многу луѓе само се слушнале, не се го виделе тоа. Јас, например, сум слушнал, но не сум го видела и многу од гледачите. Е, така. Одлично искуство, премногу доживувања поминати, кои што ми остануваат спомен сепак. И како е таму на кинескиот зид, како се стасува, на кое место се наоѓа поточно, како... Кинескиот зид, значи, се наоѓа меѓу планини и премногу е оддалечен од центарот на Пекинг, се патува околу 3-4 сати до таму. Има разлика помеѓу временската, значи, климатските услови така, каде што таму е околу -10, а во Пекинг е некои си 10 степени разлика, значи има. Велат дека од премногу туристи што имало на кинескиот зид, дека веќе и самиот пат бил доста лизгав и излитен на некој начин. Е така, да. Да? Да. И баш беше многу за мене смешно. Сега не знам, видов Камила на кинескиот зид. Камила? Да, Камила. И баш се зачудив што бара оваа Камила тука. Заврши со Кина, се врати во Турција, мислам, од Кина замина во Турција или се врати овдека во Македонија? Значи се врати во Македонија, имав некои значи ангажмани кои што ги поминав и овде во Скопје, некои сликања и заминав за Турција, во Истанбул, во модна агенција. Колку време беше таму? Договорот ми беше месец дена. Иако требаше да останам и повеќе од месец дена, но се вратив заради обврските на Fashion Week во Скопје. Истанбул, значи не ми е прв пат да заминам таму, сум била и претходно на работа, но за да останам месец дена ми беше прво искуство во агенција. Задоволна сум, да, но сепак ако споредувам Кина и Истанбул, би била за Кина.
за да Би сакала повторно да се вратиш таму? Да, би сакала. Стекна пријатели од таму кои што Премногу, еве да. сега ти не достигаат на Ми не некој начин? достигаат и се уште комуницирам. Повеќе мои... Ке има некоја можност повторно да се вратиш таму? Па да, имаше можност јас да заминам во март повторно за Кина, но сепак се одлучив да одам за Истанбул, за да видам каков е таму маркетот и дали мојата фигура на личност може да парира таму. Да, успеав да добијам работа и таму, но сепак во Кина, можеби ради времето кое што седев таму од 3 месеци, имав многу повеќе работа за разлика од Истанбул. Значи во Истанбул се чувствував, значи дојдов и се заминав. Ништо не оседи, така Не помина. осетив, значи брзо ми помина времето. Не да. стекна таму некои пријатели во Турција или претходно кога си била веќе имаш некои твои колешки кои Па да, имам колешки и ми беше многу интересно тоа што во Истанбул се видов со колешка која што ја запознам во Кина. таму се сретна. Да, таму се сретнавме, нашата втора средба. Се врати од Турција, сега си овдека во Македонија, немаше ангажмани во тој период од враќањето од Турција? Па да, бев само на Fashion Week, потоа заминав уште 2-3 пати за Истанбул, која што ми беа само работа од некои си 2 недели. Значи идам, се враќам и сега планирам да заминам на ново место, нова дестинација, непознато место за мене. Повторно повторно е тоа некаде далеку на далечниот исток или? Па да, на далечниот исток е. Како што реков, пред да заминав за Кина, бев кај вас на гости, открив дека ќе идам за Кина. Сега сакам следното патување повторно да го открием, можеби повторно ќе ми бидете на среќа. Се надевам, се надевам. Да. Кој е тоа, може сега да кажеш? Значи, вака, на крајот на јануари треба веќе да заминам, ако не е крајот на јануари, февруари, идам за Индија. Значи, сега, за брзо треба Да, да се за случи. брзо време, да. Па тоа е веќе една недела треба да биде, недела 2. Така, да. За Индија, каде Да. поточно во Индија? Во главниот град Нью Делхи. Таму со нови ангажмани, исто така како што беше во Кина со истиот договор или малку поголем временски период? Па вака, да, јас сакам да останам поголем временски период, тоа е околу 6 месеци, но се зависи од работата и од како јас ќе се снајдам во Индија и како ќе ја доживеам Индија на мој начин. Ми откри дека твоја животна желба е да одиш во Тајланд, така ли? Така, да. Зошто Тајланд? Беше таму, имаш одено во Тајланд, претходно откако беше во Кина, некој патување имаше тако, што толку многу ти остави позитивен впечаток, па еве сега сакаш повторно да одиш таму? Па да, добив јас работа да одам за Хонг Конг преку Кина, Пекин, Хонг Конг, но таа работа не се реализира поради тоа што визата ми беше само за еден влез во Кина и ми се откажа, бев толку многу... Значи не успеа да го посетиш Тајланд? Не успеав и ми остави белек да морам да идам за Тајланд. Значи мора нешто да дозавршиш, тоа ти е Така, тоа е недозавршена работа. недозавршена работа. Катерина, јас ти благодарам што еве повторно одвои време и да дојдеш на нашиот шанс. Се надевам дека ова сега искуство кое што ќе устекнеш во Индија ќе биде уште поголемо и поубаво од она во Кина и наредниот пат повторно ќе направиме уште еден разговор со кој што нормално ќе споделиш некои интересни моменти кои што се значајни за Индија, еве ние овдека не ги знаеме. И нормално ти држиме среќа и се надевам дека се ќе заврши како што треба и ќе бидеш презадоволна кога ќе се вратиш овдека во Струмица. Ви благодарам на поканата, се надевам и јас.